Колку често во јавниот простор воочувате говор на омраза врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет и како реагирате? Говорот на омраза е често присутен на социјалните мрежи во изминативе години. Меѓутоа после формирањето на новата комисија за спречување и заштита од дискриминација, имаме можност да реагираме со преставки за да се утврди дискриминација и вознемирување кон луѓето со различна сексуална ориентација или родов идентитет. Предходно, за жал, знаеме дека имавме други состави на комисијата кои што не утврдува дискриминација, иако знаеме дека сме подневје во кое што има дискриминација во голема количина и говор на омраза. Меѓутоа, како што кажав, предходниот состав утврди дискриминација за Никола Груевски. Меѓутоа не утврдуваше за маргинализираните групи кои што се најдискриминирани во општеството, така што благодарение на новата комисија и новиот закон за спречување и заштита од дискриминација имаме можност да реагираме и имаме во моментов институција која што реагира професионално, односно почитувајќи го законот и утврдува вознемирување и дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Колку представки имате испратено до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација? Јас би сакал прво да кажам колку имаме добиено. 18 се добиени, кое што е прилично сериозна бројка. Фокусот ни е да се поднесуваат представки претежно кон јавни ликови, заради тоа што тие се тие кои што имаат влијание во вршењето и поттикнувањето на дискриминацијата, така што во 18 представки комисијата има утврдено дискриминација и вознемирување по основ на сексуална ориентација и родов идентитет и има одреден број на представки по кои се уште чекаме комисијата да даде свое мислење. Каква е реакцијата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и какви се нивните можности, што можат тие да направат понатаму? Така, според измените во Законот за спречување и заштита од дискриминација, тие ја утврдуваат дискриминацијата доколку постои, подоцна постои рок од 30 дена дискриминаторот да се извини. Ја има таа можност, која што јас лично можеби не би ја дал како опција, меѓутоа има можност 30 дена дискриминаторот да се извини, доколку не се извини за извршената дискриминација, после комисијата треба да започне прекршочна постапка пред судовите. Како потоа се процесираат тие случаи, како завршуваат најчесто, која е пракса? Со оглед на тоа дека се уште нова оваа пракса која што ја правиме, конкретно се уште ниеден од случаите не завршил на суд, така што тоа е следниот чекор кој планираме да го правиме и да видиме каква ќе биде праксата и како ќе одговорат институциите, односно дали ќе го почитуваат законот кој е пропишан или ќе бидеме повторно на моментот дека законите ни остануваат само на хартија. Можете ли да ни посочите некој специфичен пример? Како специфичен пример би прво тоа што е важно, имаме добиено комисијата има утврдено дискриминација кај лекари, кај новинари, кај пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, кое што во некој развиен систем би било скандалозно. И тоа го гледаме, во други системи која ќе направат некоја грешка политичарите и пратениците, освен извинувањето, често имаме и давање на оставка. И јас колку што сум запознат, до моментов ние немаме добиено извинување од пратеникот за извршена дискриминација и тоа е прилично поразувачки. Можеби во моментов општеството тоа го смета како поразувачки за нас, меѓутоа јас го сметам дефинитивно за поразувачки кон самиот пратеник, кон целосно политичката фела, заради тоа што имаме очигледно една група на луѓе кои што се ставени на нивните позиции да се борат против дискриминацијата, да го подобруваат
системот во интерес на граѓаните, заради тоа што на крај на ден сите закони се прават во интерес на граѓаните, меѓутоа тие се тие кои што ја поттикнуваат дискриминацијата и тука е битен моментот да се додаде има правено други организации и истражувања во однос кога имаме зголемување на говорот на омраза, и говорот на омраза го бележиме како зголемен околу изборите, кое што не можеме да не го поврземе директно со политичките партии. Не е случајно што најмногу говор на омраза имаме присутен за време на избори, а подоцна нели кривата паѓа надолу. Што треба да се направи? Како да се подобри оваа состојба? Доколку јас или вие исто така извршиме дискриминација, доколку против нас нема никаква казна, ќе продолжиме да го правиме тоа, најверојатно. Голема е веројатноста дека ќе продолжиме. Меѓутоа, доколку системот, институциите некако не казнат нас, голема е веројатноста да престанеме да дискриминираме и да користиме говор на омраза, така што чекаме на институциите да си ја завршат нивната работа, односно вработените кои што земаат плата од буџетот, а во голем дел можеби не си ја завршуваат работата како што се очекува и како што е пропишано по закон. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам.